Почитувани гледачи, добар ден. Вторник, време е за нова епизода од емисијата Медицинско капче. Денес тема психолошка поддршка на најмладите, меѓутоа и психолошка поддршка кај македонските спортисти. Колку од спортистите имаат потреба од психолошка поддршка? Каде се детектираат нивните проблеми и зашто се имаат потреба од психолог? Утрово зборуваме со доктор Камилија Симеонова, лиценциран специјалист за детска и адолесцентска психијатрија. Докторка, добар ден. Добар ден. Благодарам за поканата и многу интересна тема ќе имаме денес. Да, она што и мене ми беше изненадување дека правите психолошка поддршка кај нашиве спортисти. За кој спорт конкретно, значи најавив дел за она што ќе зборуваме, зашто се жалат на некој начин нашиве спортисти, каде им е потребна таа психолошка поддршка и колку имаат потреба практично од психолог и од психијатар. Така, да бидам искрена, оваа идеја се наметна со запишување на мојот докторат, каде што ги анализирав семејствата и она кое што ми се покажа во работата, во клиничката работа со децата, е дека оние дечиња кои што посетуваат спортска активност, кои што практикуваат спорт, имаат исклучително подобри доживување на сите стресогени фактори во животот. Дали е тоа дисфункционалниот брак на родителите, дали се тоа оние, да кажам, очекувани развојни кризи кои што се јавуваат во самиот пубертет, да буквално има како еден протектор, дека спортот представува еден протектор. Па тука, работејќи со дечиња кои што спортуваат, честопати ги прашував дали работите нешто околу вашето ментално здравје. И тоа беше за нив навистина чудно. И јас честопати им велев, па погледнете го Џоковиќ, погледнете ги правите спортисти, каква психолошка поддршка имаат, какви вештини знаат за да умеат така лесно да се справуваат, нели, и со поразот, меѓутоа и со победата. Така е. И работејќи, практицирајќи вежби со нив, се наметна таа идеја и ова кое што актуелно го правиме е сосема волонтерски. Нашата институција, клиничката болница Аџи Бадем Систина, комплетно волонтерски како општествено одговорна организација, го поддржа овој проект со кој што ние на младите спортисти, но ние кои што се во раниот развој, ќе се вклучиме и ќе дозволиме да имаат една поинаква слика дека спортот нели не е само тренинг на мускулатурата, туку и умствен тренинг. И така започна и првите работилници во нашата болница. Така, до сега колку работилници се направени и до која возраст практично овие млади спортисти учествуваат во тие работилници? Така, 5 работилници и обично групите се зависени или бидејќи ние гледаме да не им бидат на терет на младите да бидат во оние денови кога тие немаат тренинг, така е. И поради тоа и се адаптираме на нивното време, меѓутоа се 30 на деца во група и тренингот трае околу 40 на минути. Правиме практични вежби и како да кажам, им покажуваме една поинаква слика која што на нив претходно нели нормално не им е нешто кое што им е познато и навистина позитивна енергија од двете страни и од страна на младите, меѓутоа и за нас како стручњаци е нешто кое што навистина ни значи. Каде ги детектирате, имате долгогодишно искуство, проблемите кои што ги имаат младите спортисти, освен или справувањето со поразот на крајот на секој надпревар, поразот е тој кој што предпоставувам ги демотивира на некој начин. Сигурно. Има ли некакви други проблеми кои што се јавуваат во текот на спортувањето? Се јавува ли, не знам, конкуренција меѓу нив? Каде се јавуваат проблемите? Да, и ова е многу интересно прашање што го поставувате поради тоа што ние така ги започнуваме работилниците, всушност така ги запознаваме групите, каде што децата и треба да ги представат своите слаби, меѓутоа и своите силни страни. И оние страни кои што, да речам, се оние кои што им прават потешкотија, кај најголем број дечињата, го слушаме моментот дека тие многу брзо се лутат. Однедо тоа го кажуваат нели симпатично на детски јазик, меѓутоа оној момент на учење, на толерирање на фрустрации има послаб. И всушност лутината на некој начин ги онеспособува да го продолжат надпреварот, поради тоа што они се фокусирани на поразот, на моменталниот пораз, а не на оној исход кој што треба да биде на крајот од утакмицата. И всушност ние суптилно со едни вежби кои што се многу практични, им покажуваме што значи ако ситуацијата ја надминеме и се фокусираме на она кое што следи, односно бидеме присутни во сегашниот миг сега и тука, а не се фокусираме на оној промашен гол кој што сме го имале претходно. И ама тоа е на суптилен начин и навистина и самите на крајот на вежбата велат
дава правоста докторка на вистина многу подобро е кога се однесуваме вака. И нормално кога тоа редовно се повторува кај младите, они тоа го усвојуваат. И тоа ќе им помогне за себе, бидејќи знаете како спортот јас исклучително многу го почитувам, бидејќи сметам дека спортот е, како да кажам, природен антидепресив. Така. Повеќе проблеми се јавуваат кај индивидуалните спортови или кај тимски? И што се детектирате, да кажам, кај фудбал, ракомет? Дали се проблемите исти кај сите спортови? Знаете, тимските вештини нудат многу интересни способности, од типот дека например правиме весели, чисто ќе ви споделам пример. Така малку пластично да им објасним. Да, пластично за да ни видат нели. Например им правиме на младите вежби, им велиме сега ќе станеме сите. Нема да броиме, меѓутоа треба да станеме сите. Во моментот кога ќе станам јас, станувате по мене. Ако некој седне, стануваме по него. И без да имаме право да зборуваме меѓу нас. И знаете, на почетокот они просе шалат. Еден станува, друг не станува. И ние ги потсетуваме на правилата. Правилата беа да ги почитуваме оној кој што ќе стане, треба да станеме сите. И почнуваме да стануваме, седнуваме. Се додека не бидеме синхрони. Ја правиме вежбата еднаш, ја правиме два пати, ја правиме три пати, ја правиме пет пати. И полека они меѓу нив почнуваат да бидат се побрзи, повешти во станувањето. Се до моментот кога буквално како да имаме некој кој што диригира што ќе се случува, стануваме, седнуваме и велиме сега сме најдобри. И ги прашуваме што мислите, што е реметеше играва? Што направи да едноставно ни треба толку многу пати да повториме и ќе кажат па добро, ни почитувавме, ни станавме кога требаше. Се зборувавме меѓу нас. Многу од дечињата велат да, знаете, кога ги почитувавме правилата, кога ја следовме групата, свативме дека секој еден од нас е важен. И тимскиот спорт секогаш размислува на групен успех. За разлика од индивидуалниот спорт кој што многу повеќе нели личноста е фокусирана на сопствените снаги, така, него на тимот. И спортистите кои што нели имаат тим, многу повеќе се наклонети да не само да го задоволат нели сопственото, меѓутоа да задоволат и она, да речам, поголема, поширока група. Зборувам, ве прашав фудбал, ракомет, каде има најмногу проблеми? Ние стартувавме со фудбалерите. Так. Следно ќе бидат ракометарите. И морам да кажам дека сум многу задоволна од стартот и имаме супер фидбек од дечињата и она кое што пак ќе кажам кај што го забележувам, нели, бидејќи тие се група, е колку умеат да се емпатични со секој еден од нив. Да буквално и знаете како, и сите било дека нели ако е група, значи дека се повторуваат. Не, ние кога ги прашуваме кои се вашите слаби страни, вашите силни страни, тие не се повторуваат. Уникатни се. Така да не е она стигма што има нели дека групниот спорт значи дека децата се копираат, се претопуваат, не е така. Има ли почитување меѓу нив на авторитети? Да. И исклучително бидејќи тука се нивните тренери, да буквално тренерот кога ќе каже нешто, тоа е тишина. Тоа е страшно каква дисциплина. И заради тоа велам, школскиот систем нас не е многу насочен кон учењето и неспорно дека учењето е исклучително важна карика. Меѓутоа спортот дава една дисциплина. И мораме да бидеме повеќе свесни дека не мора нашето дете утреден да биде фудбалер и ние можеби не секој дете го има тој потенцијал. Меѓутоа кога припаѓа на групен спорт, кога почитува дисциплина, кога почитува правила, кога почитува хиерархија, веројатноста дека ќе има подобри и когнитивни вештини е огромна. Ме интересира лично дали кога зборувате со нив ви велат дека се гледаат како конкуренција меѓу себе, каков е тука вашиот пристап или сепак станува збор за работилници кои што се фокусирани на целата група? Работилниците, тоа не е суштината, да бидат фокусирани на целата група. И многу е интересно што они веќе нели имате на лейбл и на етикета како се поделени. Например, велат он е брзиот, он е спориот, значи они буквално си имаат веќе прекари. Иако се они многу мали, имаат прекари, бидејќи ние стартуваме со 6 години возраст. И они се навистина многу симпатични во тој процес. И например, ако некој што е брз, му треба повеќе време да размисли, ќе се пошегуваат со него, ќе кажат ајде ти си брз, ти можеш побрзо. И они буквално не се компетитивни, него едноставно, како да кажам, они знаат дека целта е една, да победат. Так. И покажуваат, го почитуваат тој дел. Так. Што очекувате на крај да постигнете со ова, со овие советувања на некој начин, да ги кажам, со овие работилници на крајот на денот, нели? Што треба да им донесе на младите спортисти од психолошка гледна точка? Така.
И да, ова е исклучително важно што ме прашавте. И знаете, јас бидејќи работам со младите, јас имам една идеја дека младите се нашата еднина и дека кога работиме со младите, ние сме всушност инвеститори во еднината. И сум целосно свесна дека кога го подобруваме менталното здравје кај младите, ние градиме еднина. И оваа цел не е само да они го подобрат перформансот во спортот, туку животот секојдневно носи фрустрации, да умеат на поинаков начин да ги толерираат тие фрустрации, заради тоа што модерното родителство, колку и да модерните родители се посветени, се свесни за нивните деца, имаат можеби помалку време да поминуваат со нив, и колку ние имаме помалку време, толку кај децата се јавува таа помала толерантност на фрустрација. И да ова се поексплозивни генерации, поимпулсивни генерации. И кога ние работиме со менталното здравје на младите, веројатноста дека ја подобруваме таа импулсивност е огромна. Така што тоа е всушност најголемата цел која што сакаме да постигнеме. Така. Покрај спортистите работите и со најмладите во градинките. Која е тука таргет групата? Колку до сега работилници има направено овде и која ви е целта при ова работење во групи со децата по градинките? Така, ние почнавме повторно еден волонтерски проект, исто така поддржан од нашата болница, каде што целта ни беше да ги таргетираме воспитувачките и негователките во градинките, оние кои што се клучни во развојот на нашите деца. И она кое што ни беше, како да речам, проект во целиот тој процес, беше да им помогнеме на воспитувачките да се на подобар начин да се справат со предизвиците кои што ги генерира модерното родителство и на некој начин да пробаме да го очуваме нивното ментално здравје, бидејќи знаете, они се изложени на вистина на огромен притисок. Родителството е најчувствителната категорија и секој ден кој што работи со деца знае нели колку ние родителите сме чувствителни кога станува збор за нашето дете и да во тоа секојдневие кое што е брзо да умеат да се справуваат и со поплаките од родителите и со предизвиците кои што ги имаат модерните деца, меѓутоа од друга страна да им укажеме на оние стручни ситуации каде што навистина е неопходно да се побара помош од стручно лице, дали психолог, дали психијатар, каде што на наједноставен начин им доловивме сликовито кои состојби во детска возраст бараат помош, поддршка од стручно лице, а кои состојби се развојни и очекувањи и се на ниво на една бихевиорална компонента, на еден однесувачки образец кај децата. И досега ги поминавме сите градинки во општина Аеродром, актуелно сме лоцирани во општина Центар, претходно значи опфатаќавме градинки од општина Карпош, така што гледаме колку што може повеќе да се вклопиме во овој процес. Значи, таргет група овде се воспитувачките и негователките, односно стручниот тим кој што работи во градинката. Каков е фидбекот од таму? Што велат, нели, кои им се најголемите предизвици, освен она што го знае јавноста дека групите се преголеми, дека има премасовност во државните градинки и дали се само државните градинки или планирате да го проширите проектот потоа и по приватните? Така, ние веќе имавме искуство со една приватна градинка, тоа е Greenhouse во парк, и они навистина многу добро го прифатија проектот и целта ни е да секој ден кој што е заинтересиран за подобрување на менталното здравје на воспитувачките и негователките и предизвиците на модерното родителство, ние сме отворени и до сега не се случило да не побарат, бидејќи знаете, ние на почетокот они тоа ќе го видат на социјалните мрежи и прашуваат. И повторно ќе нагласам, тоа е целосно волонтерски, тоа е прифатено целосно нашата институција и е се со цел подобрување на општото добро. Така што ние сме тука и сме отворени за соработка и она кое што најмногу за жал се оплакуваат, она што ме прашавте вие, е тоа кое што модерните родители се повеќе протективни, меѓутоа не во смисла дека тие премногу се грижат за нивните деца, меѓутоа во смисла дека премногу им допуштаат на своите деца и да буквално дечиња кои што се под 5 години да имаат таква парентификација, просто како тие дечиња да стануваат родители на нивните родители и да буквално имаат целокупната моќ во семејствата и тоа е навистина тешко за менаџирање на воспитувачките, бидејќи знаете како замислете, тоа детенце кое што шефува дома, кога ќе дојде бара да шефува градинка, ако воспитувачката и негователката му дозволи на тоа дете 30 други деца тоа ќе го побараат. И навистина воспитувачките и негователките се пред сериозен предизвик и знаете некогаш има и секогаш уствари, не некогаш, има секогаш објаснување за причините кои се за вакво однесување. Родителството е се на подоцна возраст, се потешко
се добиваа деца и кога ќе се добијат деца, начинот на сакање на децата е, како да кажам, фаталистички и најмала соза на детето буди сериозна реакција кај родителите, а всушност созите не се ништо страшно освен јазик на кој што детето сака да каже дека нешто не му се допаѓа, меѓутоа не се травматски колку што замислуваат родителите дека се. Така. Проблемите понатаму дали се решаваат или остануваат на ова ниво? Еве велите дека негователките имаат проблеми, меѓутоа и воспитачките. Што им препорачувате понатаму? Дали советување со психолог, психијатар, бидејќи дел од градинките имаат, меѓутоа дел немаат психолог во своји рамки? И дали родителите знаат за овој проект, како го прифаќаат? Така, па тој всушност е најголемиот предизвик, а тоа е прифаќањето од страна на родителите. И затоа често пати во тој процес им велам на воспитувачките, кога чувствувате дека нешто одстапува, кога се консултирале со нас од стручната служба дека нешто одстапува. По цена и да родителите го осетат тоа, вие сте должни да тоа го споделите. Ако родителите не го прифаќаат, тоа веќе не е нешто на кое што вие имате мог да го промените. Меѓутоа, како стручни лица, бидејќи знаете, они се навистина стручни, они се постојано со нашите деца и они малта не ги гледаат нашите деца повеќе од ние родителите. Така што мора да ги уважиме сите оние кои што се во најкруцијалниот период на развој, бидејќи знаете, до 5-та година 80 до 90% од мозокот е веќе развиен. Карактерот се формира и да буквално ние имаме најголем влог, значи најмногу треба да сме посветени во овој период од развојот на децата. Натака финеси се во прашање. Не дека натака не треба да бидеме родители, меѓутоа најкруцијалните правила се воспоставуваат во базичниот период. Така. Доктор Симеонова, за крај на интервјуто една препорака до родителите. Еве работите со млади спортисти, меѓутоа и со мали дечиња од градинка кои што не се спортисти. Што би им препорачале на родителите? Да го прифатат детето онакво какво што е или доколку има потреба секако да побараат и стручна помош? Така е, да сопствените предизвици, сопствените неуспеси да не ги едноставно стават на раменици на своите деца, бидејќи знаете како, можеби нашите во живот пропусти не значи дека му недостасуваат на нашето дете, бидејќи тоа е нешто кое што многу често се случува во модерниот период. Не значи добро родителство ако ние постојано го разнесуваме детето на повеќе места, сакајќи да му понудиме не знам какво знаење. Децата треба да бидат деца, децата треба да учат секако, меѓутоа она кое што смееме и мораме да го чуваме кај нашите деца, тоа е автентичноста. Меѓутоа секако ако постои било каков процес кој што го нарушува функционирањето на нашето дете, ние сме должни да побараме стручна помош. Во спротивно пропуштаме многу. Така. Доктор Симеонова, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следете го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.